Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес владата преку официјално соопштение објави приватни разговори помеѓу претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и генералниот секретар на владата Драги Рашковски. Ова денеска што граѓаните можеа да го прочитат во медиумите е обид за амнестија на владата за целиот сомнеш за криминал кој го прави пропратен со лажни грижи за граѓаните. Нема хуманитарна акција каде што граѓаните сами си плаќаат. Незаконското објавување на приватни разговори самото по себе повлекува одговорност пред судовите, но еве јавно изјавуваме да не се секира дека претседателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски нема да го тужи Драги Рашковски за изнесените разговори во јавност, затоа што добро е граѓаните да знаат дека ние сме единствените кои сме против сомневањата за криминал и авантата на владата на Заев и Рашковски, печалењето пари на грбот на граѓаните кои се враќаат во својата татковина. Она кое што сакаме да го потенцираме во јавноста од изнесените пораки е дека постои сериозен сомнеш за криминал, аванта и воено профитерство, дури во кризни моменти кога се работи за здравјето и безбедноста на нашите граѓани кои се враќаат на секаде од светот во Република Македонија. И да, мораме јавно да потврдиме, секогаш кога ќе има сериозни сомнежи за криминал од страна на владата, бидејќи се работи за граѓаните и државата, ќе вршиме притисок во рамките на можностите да не се врши грабеж на маката на граѓаните. Изминативе 2 дена имаше стотици сведоштва од граѓани и докази кои се вратиле во држава со превоз организиран од владата, кој се нарекува хуманитарен од страна на владата, а не е хуманитарен бидејќи граѓаните сами си го плаќаат превозот и враќањето во држава. Сите сведоштва, дел од нив и јавни лица од јавниот живот познати на целата држава кои сведочеа за нечовечките услови во кои се третираат граѓаните на патот од аеродром или од граница до карантин. Со часови чекаат во автобуси, никој не ги пушта во тоалет, не им се носи храна и вода. Други сведоштва велат дека на патниците им било кажувано дека превозот ќе чини многу помалку од што им се наплатил, а им се наплатил многу повеќе од што им било кажано, 100 евра повеќе, пошто дел од патниците и јавно се побунија на социјалните медиуми. Почитувани, еден ден се ќе излезе на виделина. И криминалот на маката на граѓаните и авантите кои се земаат од одредени фирми и се што трпат граѓаните на нивниот грб. Тогаш ќе мора да се сноси одговорност, а тоа ќе биде многу набрзо кога канџите ќе бидат тргнати од институциите кои што треба да донесат правда во Република Македонија. Благодарам, морам да напоменам дека имаше 2 прашања од 2 редакции, едната од телевизија 24, втората од телевизија Телма, но веќе беа одговорени истите прашања во врска со преписките на претседателот Мицковски и Драги Рашковски во овој изнесен прес денеска. Така да сметам дека нема потреба ниту да ги прочитам. Благодарам.